Почитувани, добар ден. Ние стартуваме со програмата Радио што се гледа и во денешната прилика ќе стане збор за тоа дека навистина е време 9 одделенците да одберат во кое средно училиште ќе го продолжат своето образование, бидејќи кај нас во Прилеп има 5 средни училишта кои што имаат многу широки можности, палета од сектори, од насоки, од струки, во кои што ќе треба попрецизно, подетално да прегледаат и да се најдат себе си во една од тие струките или сектори, како сега модерно се викаат. Денеска во нашето студио имаме представници од едно од најугледните и најстарите училишта во општината и во регионот. Тоа е Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко или Индустријско училиште постаро, како што ние си го знаеме. Училиште кое што нуди навистина широка палета од струки, од сектори, вклучително и спортската гимназија. Тука со нас во студиото се Виолета Секуловска, професор по стручни предмети од сообраќајна струка, дипломиран сообраќајен инженер, Марина Здравеска, професор по практична настава од машинска струка, дипломиран машински инженер, и Христијан Пусовски, електронасока или струка, наш познат соработник со кого што долги години соработуваме. Точно. Ќе разговараме околу тоа кои се можностите што училиштето ги нуди, на каков начин ќе можат учениците да се запишуваат, што треба да знаат родителите и 9 одделенците кога ќе дојдат на 14 и 15 јуни да побараат во кој сектор би сакале да се запишат, што училиштето може да им понуди како помош при уписите, бидејќи пак годинава уписите се електронски. Ви посакувам добре дојде во нашето студио. Добро ви најдовме. Се надевам дека пријатно ќе се чувствувате и покрај тоа што е топло надвор, но овде сме малку прилагодени за разговорот. Најпрво би започнале за тоа кои се тие сектори со кои што располага Индустријското училиште или Ристе Ристевски Ричко, кои што се годинава актуелни и дали има некаква новина по однос на секторите. Сега за сега нема да зборуваме за спортската гимназија. За спортската гимназија подоцна ќе споменам. Да, еве јас ќе ги представам 4 сектори со кои што располага Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко. Тоа се сектор електротехника, сектор машинство, сектор графичарство и сектор сообраќај и транспорт и складирање, вклучително и спортската гимназија. Во сите овие сектори има по одреден број на профили, зависно од сектор до сектор, профилите се разликуваат по бројноста и по годините на образование. Подетално ќе ви соопштиме ние според струките кои профили ги имаме во секоја струка и по колку години е застапена секој од тие профили, односно по колку години се изучуваат истите. Така. Има ли новина во однос на секторите годинава и дали е тоа што од годинава започнува или пак со оглед на реформите што ги имаше во средното образование, некои од тие се прилагодуваат? Оваа година остануваат истите сектори, истите профили. Новина е во тоа што некои профили се како мешани паралелки, за да им се даде можност на учениците да бираат помеѓу две сродни профили и да понатаму го продолжат своето образование. Друга новина за оваа година не меѓутоа дуалното образование би го спомнала, која што веќе трета година успешно функционира, така да како новина и тоа би го спомнала. Може би не се запознати некои од идните наши ученици. Во однос на дуалното образование, она што е важно, професорка, е тоа што акцент се става на стручното дообразување, односно практичната настава, јас би рекла, или обука, или работа, сеедно, тоа е едно исто. Учениците ќе бидат повеќе вклучени во работата и ќе обавуваат практична настава во одредени компании. Вие сте дел од тој процес. Да. Во нашето, од пред 3 години, во нашето училиште има две дуални паралелки по германски модел, во соработка со Германска стопанска комора и во соработка со 3 големи компании во нашава општина, Гентерм, Витаминка и ВИК. Едниот профил е од електротехничка струка, а другиот профил е од машинска струка. Во машинска струка дуалната паралелка со учениците од дуалната паралелка практичната настава ја реализираат во ВИК, со тоа што во втора година имаат еден ден работа,
во вик во неделата, во трета и во четврта година по 2 дена во неделата. А од електротехничката струка, практичната настава ја реализираат во Витаминка и во Гентер. Предностите на дуалното образование по германски модел е тоа што практичната настава е доста организирана. Значи, од претходно имаме обезбедено работни места и се што подразбира опрема за заштита, превоз, исхрана на учениците, можности за учење големи, и после завршувањето на 4-годишното образование можност за вработување. Да. Интересно е што компаниите се тие кои што пројавуваат интерес за вклучување во овој процес. Зошто? Бидејќи ова го прашувам заради тоа што барем годинава се појави навистина голем недостиг од работна сила која што би се вклучила во одредени компании. Се правеше ли некакво мапирање или анализирање на пазарот на трудот за да се дојде до овие компании? На каков начин се пријавија? Од страна на училиштето не се прави мапирање на пазарот на трудот каква потреба. Предпоставувам дека тоа има некаква обврска или некакви сознанија Стопанската комора. Дуалните паралелки по германски систем се во соработка со Германска стопанска комора и на иницијатива на Германската стопанска комора за потребите на германските фирми во Македонија. Значи, затоа и се тука вклучени Вики Гентер и низ цела Македонија, значи, има дуални паралелки по германски модел, конкретно за профил техничар за производно машинство од машинска струка и техничар за индустријска мехатроника од електрострука и низ цела Македонија, значи практичната обука се изведува во германски компании. Витаминка е само приклучена на ова на иницијатива од Германската стопанска комора. Во однос на интересот на децата да бидат вклучени во овие новитети, би рекла, има ли некој посебно изразен интерес од страна на децата, односно нивните родители, за упис во овие дуални паралелки? Да. Како од годините го согледувате тоа, или годинава има ли таков интерес, прашуваат? Да, учениците и родителите се прибираат информации, интересот од година во година се зголемува, бројот на ученици е ограничен, затоа што толку работни места обезбедуваат компаниите. Не е целта во една учебна година да се запишат 30 ученици, да завршат четврта година и толку, да заврши проектот на дуално образование, туку малку по малку ваквиот начин на учење да заживува. Во последно време не само овие големи компании, се забележува интерес и на помалите фирми и компании од Прилеп за некаква соработка. Конкретно за машински сектор можам да кажем, ние и од поодамна имаме како наставник по практична настава, одамна имаме соработка со преку 20 мали и средни компании на ниво на општина, каде што учениците по еден ден во неделата реализираат практична настава и соработката ни беше безпрекорна. Во сите профили, да. Меѓутоа, ова е некаков поразличен начин на функционирање, затоа што во дуалното образование учениците земаат стипендија покриена од Министерството за образование, исто така земаат и финансиски паричен надоместок од компаниите во текот на учебната, во текот на учебната година. Исто така и можноста за вработување. Се надевам дека со текот на годините ова би заживеало и би почнале во сите профили да функционираме на овој принцип како во дуално образование по германски. Да, особено сектори кои што се поврзани со производство, било какво производство. Бидејќи кај нас преку Министерство има дуални паралелки, но не во нашето училиште не, но не функционираат по принципот на германското образование. Значи се уште треба да се прилагодуваме. Да. Компаниите, најмногу компаниите, да го прифатат начинот на функционирање на учење на учениците во нивните простори. Обука на ментори, обезбедување на простори за учење. Јасно.
Индустријското училиште или Средното општинско училиште Ристе Скиричко пред некоја година и прилагоди дел од просториите за изведување на практична настава и во училиштето. Точно. Јас затоа погледнувам кај Христијан Пусовски, бидејќи ми се чини дека ти си дел од електроструката која што обавува дел од таа практична настава во училиштето. Сега бидејќи ти си завршна година, 4-та година, матурант, ти си тој кој што на некој начин и лично се познаваме така што прашањата можам да ги прилагодам. Колку си ти лично задоволен од она што го доби како практично знаење во училиштето, од тие вон училишни активности што ги имаше и еве како една институција која што дава образование соодветно на она што ти го очекуваше како ученик и сега можеби како иден студент. Точно, благодарам за прашањето. Прво ќе почнем од тоа што е околу практичната настава во нашето училиште за овие профили или квалификации по стара програма, односно програмите кои што се до 2018, бидејќи верувам дека тој момент ќе го надоврзиме подоцна, но од 2019 во сите профили се имплементирани нови програми, така наречени модуларно дизајнирани програми. Што се однесува практичната настава во мојот сектор, бидејќи за него најмногу можам да кажам, точно се одвиваше во кабинети кои што неодамна беа опремени и сосем доволно, многу повеќе дури од доволно во поедини моменти, за да ние како ученици можеме да обавуваме таа практична настава која што нам ќе не спреми и стручно, но и теоретски сосем доволно, бидејќи не е само практична обука, туку е практична настава, тој е моментот на настава. За да можеме да работиме со се она што е од страна на електронски компоненти. Мојот смер како компјутерска техника и автоматика подразбира работа со ниска струја, се она што е во компјутерите, и секако изведување на компјутерски мрежи, софтверско работење, програмирање, се она што теоретски низ други предмети да може да се стави практично во предметот практична настава. Околу останатите искуства, училиштето секако дека нуди за сите ученици, независно во кој профил се можности, меѓу кои Erasmus Plus програмата, која што е од Европската унија, и учествува во различни надпревари, вклучително и младинската организација, која што е наша организација во училиштето, веќе со години постои и има различни типови на активности, меѓу кои претходно си имаат одржувано хуманитарни настани, театарски изведби. Години наназад патронатот на училиштето се организира од страна на младинската организација и дополнително е учеството на еден од најголемите надпревари за стручни училишта МАСУМ, организиран од страна на ФОН универзитетот. Така да верувам за секој кој што сака да покаже интерес и кој што има некоја желба и пасија во себе за тоа што го работи, да може тоа да го добие со поддршка, а и да може практично да го примени. Дали во текот на 4-годишното образование кое што ти го стекна, се насочи дополнително, зборувам сега како ученик, како човек кој што понатаму треба да продолжи со образованието или пак да почне да бара работа. Ти помогна ли тој процес на доусовршување, остручнување, за да можеш да си ја најдеш патеката, потесната патека каде би продолжил во животот? Така. Секако мислам дека тоа е најголемата предност на стручното образование, имајќи предвид дека тоа е и целта. Значи, стручното образование сака учениците да ги насочи конкретно да можат понатаму да продолжат на таа струка или било што и да е поврзано со таа струка. Конкретно за мене, како електротехничар за компјутерска техника и автоматика, согледав можности, а и тоа е целта на овој профил, за продолжување како веб програмер, продолжување во работа со компјутерски мрежи, интернет мрежи и безбедност, сите оние технички факултети кои што многу непосредно се поврзани со тоа што кај нас се нарекува електротехничка струка. Тоа се ФИНКИ факултетот за информатички науки, електротехничкиот факултет, факултетот за информатички и компјутерски технологии, така да верувам сосем доволно, барем за мојот смер, може да се направи тоа насочување на тие 4 години, иако на моменти може да се дојде до некоја двоумица, имајќи предвид дека не се учи само програмирање, туку се учи и ниска струја, што едно од друго се доста различни, така да одма се отварат врати и на една и на друга страна, и за тие што сакаат да продолжат да се занимаваат со програмирање, а и за тие што сакаат да се понасочат повеќе во работата со ниска струја. Важно го имате темелот за продолжување. Тоа е најважно. Базата секогаш се остварува независно која струка е во прашање.
бидејќи си 4-та година, колку си задоволен од тука се професорките? Така. Однос професор ученик, како сето тоа се одвива, дали таа бариера која што порано ја имаше, ние сме постари генерации, е надмината за да може да се добијат дополнително информации во тој образовен процес, за да можете вие да бидете послободни и да стекнете поголема самодоверба. Так, јасно. Што се однесува до комуникацијата професор-ученик, професорките не ми имаат мене предавано лично бидејќи се од друг сектор, но секогаш доста сме соработили. Да, секако. Точно, еве баш тој момент на соработка, значи учениците секогаш може да остварат соработка со професорите. Реков, самото приклучување пример во младинската организација дополнително ја водат и професори. Веќе се остварува тој момент на соработка каде што можат повеќе и подетално да навлезат учениците, но кога е во прашање работата со материјалот, наставниот материјал, професорите секогаш се отворени за да можат учениците да ги прашаат тоа што ги интересира или повеќе да се надоврзат, вклучително и одржувањето на дополнителна настава или додатна настава, зависно за што станува збор. Тоа е секогаш момент кој што е отворен или достапен за секој ученик, а и подеднакво професорот да може да оствари слободно, да речем, комуникација со учениците. Секако, секој почеток е тежок, тоа е многу важно да се напомене. Може да постои таа бариера што ја спомнавте околу малку сум уплашен, не сакам да прашам, дали ќе сгрешам нешто, но со тек на време како самото спознавање се остварува, така и слободата нели навлегува во улога. Сега да се задржиме на моментот за уписите, бидејќи рековме дека Ристе Скиричко располага со многу сектори, со профили кои што се, не дека се многу различни, но имаат и голема разлика, меѓу кои и спортската гимназија. Порано го викавме индустриското, на времето и техничко се викало, сепак се тие струки, насоки или сектори кои што се наменети за индустријата или пак понатаму за инженерството и така натаму во различни многу области. Но образованието средно кај нас претрпе во изминатиот период големи промени, модули, струки, насоки, профили. Што е важно да знаат родителите и децата кои што ги запишуваат во индустриското училиште, со какви предиспозиции нивното дете или девето одделенецот треба да има, да располага, да има желба за одредена струка, за да се запиши во Ристе Скиричко. Потребно ли е нешто поразлично отколку да биде во другите средни училишта? Што според вас еве како еден совет родителски би му го дале на родителите и на учениците? Најпрви јас мислам дека треба да се слушне желбата на детето, пред се, затоа што ако нема љубов, нема напредок во било која од струките. Меѓутоа, добро е и соработката со родителите, затоа што сепак на таа возраст децата, ни возрастни ни деца, не можат да одлучат сами без соодветен родителски совет. За таа цел ние имавме и отворен ден. Училиштето, мерено според посетеноста на отворениот ден, јас се надевам дека интересот е навистина голем. Можам да кажам, новина за уписите оваа година е тоа што пријавите ќе бидат електронски. Начинот на пријавување е навистина многу лесен, едноставен. Се состои во 4 чекори, се стигнува до платформата на која што треба да се симни апликацијата, се пополнува апликацијата и се испреќа истата. Меѓутоа, во секој случај, доколку некој не е моќен тоа да го направи, ние ќе бидеме тука во просториите на училиштето и можеме да помогнеме во секој случај. Тоа е вака како новина. Друго како новина би кажала, за кое што претходно не го спомнав, е имплементацијата на еден, така да кажам, предмет кој што го нарекуваме учење преку работа, го има во сите сектори. Тоа е веќе втора година како е имплементиран, го обавуваат учениците од трета и четврта година. Значи, самиот поим кажува дека учење преку работа се обавува во одредени фирми, зависно од типот на профилот и типот на секторот. Конкретно јас можам најмногу да кажам за секторот сообраќај. Имаме неколку компании
и неколку фирми кои што беа заинтересирани, со кои што се склучи меморандум за соработка и кои што меморандум ќе продолжи во иднина. Таму учениците обавуваа не феријална пракса, туку пракса за време на наставата, учење преку работа. Феријалната пракса е нешто сосема друго. И учениците беа задоволни, но сепак изворно можете да слушнете и од нив. Тоа вака би го кажала јас како новина. Доколку би дискутирала за другиве профили, може би не сум компетентна за да кажам за некој од секториве, меѓутоа сепак како редовен професор знам за одредени сектори што би можела нешто да кажам за нив. За спортската гимназија можам да кажам дека се бараат 50 поени, 34 ученици се во паралелката и најчесто се запишуваат оние кои што имаат афинитети за спортот. Имаме солидна спортска сала, која што е релативно нова, со релативно добра опрема и каде што најповеќе се обавува наставата тука. Меѓутоа има и предмети кои што се наставни предмети, не се во салата, ги обавуваат професори кои што се од соодветен профил. Секторот графичарство е 4 годишно образование. Од пред 2 години истиот е оплеменет, односно обновен со уште еден профил. Покрај графички техничар имаме и графички уредник, дизајнер. Интересот и тука е доста голем. Станува збор за дизајнирање на веб страни, значи повторно ќе кажам, не сум компетентна толку многу да навлезам во нештото, меѓутоа знам дека станува збор за дизајнирање, дали тоа ќе бидат електронски медиуми, дали тоа ќе бидат печатени медиуми, значи нивниот ангажман е тука. Овие ученици треба да имат минимум 45 поени, се запишуваат 34 ученици во таа мешана паралелка. Од оваа година можам да се пофалам дека имаме навистина солидна, да не речам, кабинет, лабораторија, каде што учениците ќе ја обавуваат праксата со нови машини кои што ќе овозможат да учениците директно се запознат со она кое што го учат во теоретскиот дел. Сепак најпојавеќе би се задржала на секторот сообраќај, транспорт и складирање. Веќе 17 години овај сектор обстојува во нашето училиште, доста успешно. Тоа значи дека има интерес за Да, струката? интересот е многу голем. Според мене, интересот е голем заради големите можности, можеби во иднина. Како можности ги спомнала продолжувањето на образованието, че има широк диапазон каде можат понатаму истите да се запишат. Јас би спомнала некои од факултетите каде можат учениците од Сообраќај да го продолжат своето образование. Најпрв би го спомнала техничкиот факултет, одсек од Сообраќај, со неколку профили. Понатаму би го спомнала факултетот за царина, шпедиција и осигурување во Охрид. Исто барам профил? Да, барам профил. Факултетот Гоце Делчев во Штип за организација и логистика во Сообраќајот и транспортот. Не е мал интересот и за запишување на студенти од нашава струка на факултетот за безбедност и криминалистика. Барем до сегашното искуство тоа го покажува. Секторот Сообраќај има два профили. Како што кажав, првиот профил е техничар за транспорт и шпедиција и техничар за логистика во Сообраќај. Таа е мешана паралелка. 60 бодови се потребни минимум, 34 ученици. И техничар за патен сообраќај, 55 поени минимум и 134 ученици. Разликата е во тоа што од втора година веќе учениците си се насочуваат на оние финеси за кои што е самиот профил. За секторот сообраќај исто така можам да кажам дека добар дел од завршените средношколци си наоѓаат свое место на вработување во одредени компании кои што се занимаваат со транспорт, но и во секоја фирма која што има возен парк, потребни се нашите профили.
Добар дел од учениците со многу мали модификации успеваат да станат инструктори по големиот број на автошколи. Успеваат Значи, да по се завршувањето на- да, со Да, дообука, дообука. значи секое средно училиште може со дообука да изваи кадар инструктор, меѓутоа секторот сообраќај е посоодветен Да. и ги има веќе совладано оние препреки што се однесуваат на правилата и прописите во сообраќајот. Значи тие се веќе навлезени во таа проблематика и многу полесно се адаптираат. Секоја автошкола има потреба од сообраќајен инженер како предавач. Значи и тука си го наоѓаат своето место. Секоја локална самоуправа во секторот за просторно планирање има по неколку сообраќајни инженери. Кажав дека секоја фирма со возен парк мора да има сообраќајен инженер. Секторот за безбедност во сообраќајот, полициска станица во Прилеп, исто така има наши колеги кои што се занимаваат со организирање на сообраќајот, со вештачење во сообраќајни незгоди. Друго што можам да кажам е дека добар дел од учениците кои што завршуваат се охрабруваат да си формираат и своји фирми. Значи има можности, дали тоа ќе бидат комисионерски друштва, шпедициски служби, осигурителни компании, значи си наоѓаат можност за самовработување. Посебен осврт би дала во секторот сообраќај на сообраќајната училишна единица, која Што е тоа? Тоа е една група на ученици одбрани кои што имаат афинитети кон проблематиката во сообраќајот и кои што во соработка со полициска станица Прилеп овозможуваат да делуваат превентивно во градот. Значи учениците од 2, 3 и 4 година кои што се во состав на таа сообраќајна училишна единица добиваат дополнителни напатствија, дополнителна обука која што им овозможува да на љубезен начин на учесниците во сообраќајот кои што намерно ненамерно направиле некаков прекршок, им укажат на прекршокот и да им кажат кои се последиците од нивниот направен прекршок. Значи тоа се тие ученици кои што Тоа стојат се на учениците площадот. кои што стојат на площадот. Малку бевме во пауза со пандемијата, меѓутоа таа од септември повторно заживува и соработката со локалната власт и претходна, и таа пред тоа, и оваа, со полициска станица Прилеп, навистина е голем. Сите измени во сообраќајот, кои што се заради одредени настани, дали тоа ќе бидат како пивофестот, како некои спортски настани, маратони што се одржуваат, се под со наша припомош, значи со припомош на училишната сообраќајна единица, тие вршат нова адаптација, ново регулирање на сообраќајот и активно учествуваат во одржување на тој новонастанат режим на сообраќај. Значи интересот, поготово во сообраќајната училишна единица е навистина многу голем. Да, ама и интересно сигурно за Да, учениците. учениците Да сакаат бидат на да терен, излезат, помагаат. сакаат да излезат од клупите и да бидат дел од настаните. Така се чувствуваат дека се и тие важни, битни и навистина го учат она, а можат и да го покажат на дел. На дело, Во точно. однос на новитетите, уште да спомнам дека со овие реформи што се воведени од пред 3 години се воведува во секој профил и феријална пракса. Феријална пракса значи од 10 до 20 дена практична обука во компанија во летниот период. Тоа Таа е е зависно од задолжително. профилот, секој Да. профил Да, различно секој време профил, трае. секој профил Вие различно сте време. дел од таа феријална пракса, И од претпоставувам. практичната обука и од учење преку работа кај работодавач и од феријална пракса. Во феријалната пракса сите земаме учество, и наставници по практична настава и наставници по предметни. стручни предмети, затоа што бројот на ученици е голем, што треба да му се обезбеди компанија, работно место кај што треба да ја реализира феријалната пракса. И се надеваме дека еве од година на година бројот на компаниите што соработуваат за феријална пракса се зголемува и дека без проблем во натамошните години, затоа што нели секој почеток е
потежок, дури да обезбедиме компании, дури да обезбедиме работни места, меѓутоа со текот на годините се надеваме дека тоа без проблем ќе функционира. За машинската уште, за секторот машинство, освен 4-годишните профили, не ги спомнав јас еве како колешката Виолета, профили се машински техничар за моторни возила и машинско-енергетски техничар. Тоа се два профили во една паралелка. Услов за запишување се 45 поени. Друга паралелка исто комбинирана е техничар за производно машинство, тоа е дуалната паралелка и машински техничар. За нив треба 55 за во дуалната паралелка, 45. И освен овие 4 годишно образование, имаме и 3 годишно образование, една комбинирана паралелка од 3 годишно образование, автомеханичар и машински механичар. И интересот, исто ова 3 годишно образование веќе е втора генерација, нови, нели, пред 4 години имавме само 4 годишно образование во средните училишта, меѓутоа сега се воведува 3 годишното образование, така наречените занимања, и интересот од година во година и за нив се зголемува, како за 4 годишното, така и за 3 годишното образование. Во однос на практичната обука во машинската струка има од училиштето обезбедено компании каде да се реализира. Доколку учениците покажа интерес, бидејќи сите овие се, па да речам, занаети. Да, тоа е реално. Занаети, да, на пазарот на трудот веќе е дефицит, се дефицитарни машинските кадри, како со средно образование, така и со високо образование. Од секој профил можат да продолжат на некои од техничките факултети, така да изборот останува на ученикот, дали сака да си најде соодветно место во компаниите на локално ниво или да го продолжи образованието понатака. Јас само ќе подсетам на крајот, бидејќи ова е првата етапа од разговорите, а подоцна ќе влезе една мала група на ученици и со нив ќе дискутираме, да подсетам дека првиот уписен рок е на 14 и 15 јуни, од колку до колку часот да дојдат во училиштето, или тоа исклучиво треба да биде електронски, зборуваме сега за запишување на новите средношколци. Да, електронски, оваа година запишувањето. Меѓутоа, да, во училиштето ќе се има комисии. Да, повторно ќе кажам за оние кои што можеби немаат можности или искуство, има потешкоти, може да дојдат и во просториите на училиштето. Првиот ден е од има, мислам дека цел ден, да. Цел ден е, да. Првиот ден е цел ден. Вториот ден е до 15 часот. Така да можете тука да се обратат, кој да е на смена во холот на училиштето, ќе им биде овозможено запишување. Ќе има организирано, да, пријавување на ученици од наша страна, за тие што или нема технички услови, или не знаат како, или имаат проблем интернет и слично. Значи, од кај нас ќе има формирано комисија кои што на учениците кои не се во можност сами електронски да се пријават, да му овозможат поддршка. Ние ќе продолжиме со разговорот со учениците, но секако ќе има уште едно гостување од ваша страна, други професори со друга група на ученици, се со цел да им овозможиме на оние кои што ја следат програмата да имаат дополнителни информации при изборот на струките, на профилите кои што ќе ги избираат во средните училишта. Јас ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека кажавме како информации се она што е потребно да се знае, но дополнително реков ќе има уште едно гостување. Ние само се надеваме дека ја разбивме дилемата каде да продолжат 9 одделенците. Ако се одлучат за некој од нашите струки, нашите врати се широм отворени. Благодарам. Благодарам. Кога ме будиш ти,
vremena na mene, sekogaš si samo ti. Danas me každo duša polni, tvoj te pregradki toliko topli. Sekogaš moja ostani, vo ti je oči okeani tvoji, ja stonam se koji den. Samo ti si svetot moj, živeam za tebe. Vo ti je oči okeani tvoji, ja stonam se koji den. Samo ti si svetot moj, živeam za tebe. Kogaš se dvojiš samo ti, so srce čisto i dobri name osvoji. Danas me pka što duša polni, tvoj te pregradki toliko topli. Se kogaš moja ostani, vo ti je oči okeani tvoji, ja stonam se koji den. Samo ti si svetot moj, živeam za tebe. Vo ti je oči okeani tvoji, ja stonam se koji den. Samo ti si svetot moj, živeam za tebe. Sama kaže sakaš da si sama, ti rekov nije isto, misli me deka najdobro je sekoj u svoj pad da za mene nema. Ova ljubav da pomine nema, ja si ti dobro znaje me sega. Deka pogreših me, deka izgubih me se, nikoj ne znaje koliko mi fališ, nikoj ne znaje samo ti. Makedonsko radio, Radio Pela.
Никой не знае колко ми фалиш, никой не знае. Само ти, смени се. Зар толку тешко е да кажеме само еден збор и свини. Почитувани, продолжуваме со разговорите во радиото што се гледа и навистина сакаме да презентираме се она што го нуди Средното општинско училиште Ристе Ристевски и Ричко како можности кои што се за новите средношколци, односно сегашните 9 одделенци. И токму од практични причини, бидејќи практичната настава е многу важна и битна во стручното образование, тука со нас во студиото се речиси од сите сектори представници на ученици од Индустријското училиште, но и од Спортската гимназија. Јас ќе ги најавам, Христијан Пусовски го најавивме бидејќи тој ни беше гостин заедно и со професорките. Тој е од електросекторот, би рекла, бидејќи тие се различни профили понатаму кои што се делат. Тамара Насевска е ученик од 3-та година. Тамара, што сектор изучуваш ти? Техничар за транспорт и шпедиција. Одлично. Антонио Талески е 4-та година, Спортска гимназија, се гледа дека си спортист. Ема Димитриевска е 3-та година? Учам графички техничар. Да. Сега, ќе започнаме од девојчињата, бидејќи е малку невообичаено, иако последниве години заради родовата еднаквост секаде можат и девојчињата да се запишуваат, малку е необично, зошто сте го избрале вие Индустријското училиште, односно Ристе Ристевски Ричко и токму овие струки кои што ги избравте, зошто токму имавте некои афинитети за тоа? Ајде поединачно, повели. Јас искрено од многу порано цртав и се занимавав со проекти како програмирање, тоа најмалце, најголемо беше дизајно и такви работи, поради таа причина го одбрав училиштето. Дали сметаш дека беше правилна одлуката? Да, многу сум задоволна од мојата одлука. Што е она што, не си го очекувала да го стекнеш во досегашното образование? Има ли нешто што дополнително треба да го знаеш и тоа ќе те тера пак да одиш на факултет да продолжиш и понатаму? Програмата е одлична и не очекував дека би имало практична настава, поради тоа што сме техничари, дека ќе има практична настава во фотостудија, кои занимаваат со снимање, сликање и обработка на видеа и слики. Тоа беше само бонус. Да, тоа е и она најатрактивното, најпримамливото во случајот. И сигурно и се учи многу дополнително. Да. За практичната настава ќе има и прашање на каков начин ја обувате, колку сте задоволни. Зошто ти токму ја одбра таа струка? Јас искрено би рекла не знам. На почетокот навистина не сакав да сум таму. Сепак идејата беше на татко ми. Тој имаше, да речем, предрасуди дека нештото е навистина убаво. Јас бев со спротивно мислење на почеток. Сега сум сигурна дека навистина сум донесла правилна одлука што го послушав, бидејќи струката е навистина нешто прекрасно, има што да се изучи и очекувањата ми излегува спротивно од она што очекував. Навистина сум презадоволна и од смерот како смер и од наставничкиот кадар, се разбира и од другарите. Одлично.
Сигурно задоволни сте и од учеството кое што го имате во наставните активности, рековме и за тоа ќе напоменеме. Спортска гимназија. Имате услови таму, ти си во кој сектор од спортот е да прашам? Јас од мој најраната моја детска возраст се занимавам со џудо како спорт и тоа беше мојата природната гранка. После моето завршување основно образование да одам во, да речеме, мојата струка како спортист или во училиштето во спортска гимназија во Ристерски Ричко. Дали спортската гимназија, бидејќи е малку невообичаено, нели, индустријско училиште, па спортска гимназија, ги има сите услови кои што ви се потребни како спортисти да можете да имате сите реквизити, имате спортска сала, но колку си задоволни од она што го имате како услови за тренирање и како услови за изучување на поедини предмети? Јас сум презадоволен испред се и прекрасните професори кои ни предаваа нас. Буквално нашата настава беше одредена без никакви пречки и нашата сала е скоро највисоко опремена во нашиот град и има секакви спортски реквизити. Одлично. Ќе те натера ли тоа да продолжиш понатаму или? Да, тоа ми е инспирација за понатаму да продолжам. Ќе одиш на факултетот за физичка култура, Да. претпоставувам. Да. Одлично. Христијан, што беше пресудно ти да бидеш во Ристерски Ричко? Афинитетите твои ли беа пресудни и колку си ти задоволен еве од струката поединечно зборувам? Каде понатаму, ви тебе да те запишам? Точно. Слично како Тамара, на почетокот искрено беше голема двомица дали да продолжам во стручно образование или гимназијско образование. Од причина што во текот на основното образование за себе заклучив дека имам потенцијал во повеќе, да ги наречам, гранки или области. И веќе настана, нели, овој момент кога треба да се запишува во прва година. И сепак одлучив, гледајќи ги предметите кои што се изучуваат, иако немав точна представа што се изучува во овој смер, сватив дека со предметите можеби точно ќе се пронајдам себе си. И од тука одлучив да се запишам на електротехника електротехничар за компјутерска техника и автоматика. И тоа значи дека продолжуваш и понатаму? Продолжувам и понатаму, сакам да продолжам на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Иако како што во претходниот разговор напоменав дека разгранувањето постои за тоа дали да се работи со струја или пак да се работи со програмирање, би сакал да продолжам на програмирањето. Одлично. Рековме дека бидејќи вие сте во стручно училиште, а особено акцент се става на практичната настава и дополнителното устручнување на тие профили или струки во кои што сте, а кај вас се сектори, колку тоа, например, вам ви помага, но зборуваме сега за практичната настава, каде сте учествувале, каде сте биле дел од таа практична настава, од тие обуки и кажете ни колку тоа ви значи во однос на изучувањето на поедини струки и дополнително устручнување за да можете понатаму да знаете што, дали ќе се вработувате, ќе правите своја компанија, фирма или пак ќе го продолжите своето образование. Каде посетуваше практична настава? Во фотозрак. Во фотозрак. Во фотозрак. И искрено е многу полесно и во училиште кога одиме да се учи заедно со практичната настава, поради причина што тоа што го учиме таму истото се работи. Ви даваа ли задачи таму? Да. Тешко ли беше? На почеток многу беше тешко, многу грешки се правеа, многу џабе одеа материјали. Ама сепак колку повеќе време поминува толку подобро е. Самото искуство. Да, Самото искуство. Искуството придонесува, но секако и советите од тие кои што работат во фирмата. Тоа е пресудното, претпоставувам. Ако тие не се заинтересирани, нема унапредување. Сигурно. Ти каде одеше на практична настава? Изминатата година феријалната пракса јадевме во автобуската станица, тука во Прилеп. Искуствата таму беа навистина многу значајни за нас, затоа што го изучувавме од професорите, иако по теорија беше многу баводоловено, сепак кога тоа практично го гледаме, имаме многу поинаква визија и обврските таму, задачите кои што ги добивавме, лесно ги совладавме, бидејќи претходно добро ни беше објаснето што и како функционира. Моментално, цела година посетуваме пракса во Македонска пошта, исто тука во Прилеп.
тука малку е покомплицирано, ама не и помалку забавно. Има што да се научи и сепак сме во вистински рад секој што може да научат. Одлично. А што ќе значи тоа? Дали имаш веќе одлука во себе, продолжуваш или ако има веќе некое работно место за да можеш и да се вработиш или да основаш своја фирма? Тешко прашање. Имаме големи можности со нашата струка да се вработиме веднаш после средното образование, ама не би, навистина не би. А се разбира ќе продолжам на факултет, сега за сега не сум сигурна точно каде, сум во некои дилеми, а за собствен бизнис, па што да не. Браво. Спортистот ќе го запрашам, бидејќи ти претпоставувам немаш некоја практична работа, но секако вие имате надпревари каде што учествувате, каде што можете да ги покажете своите можности, а ти имаш исто така и обврски кон одреден клуб каде што си. Ајде да ни кажеш нешто повеќе од тоа вмрежување како спортска гимназија со останатите, имавте ли соработка од сите спортски гимназии и клубови кои што се во Македонија? Да, имавме соработка со Федерацијата на училишните спортови, каде што бевме на планинарење на Кожук планина, место во детското одморалиште Михајлово. Таму ние си споминавме прекрасно и беше доста добро искуство во врска со планинарењето и имаше една мала обука во врска со тоа. Во однос на тоа, како претпоставувам дека ти ќе продолжиш, како што и сам рече, на факултетот за физичка култура, дали темелот што го доби со спортската гимназија е доволен за да продолжиш таму, бидејќи колку што знам, предиспозициите треба да ги имаш за да можеш да се запишеш на тој факултет, дали се чувствуваш подготвен за да... Да, јас сакаш сум подготвен на нови предизвици, како што и сакуваш, но па јас сакаш сум бил за факултетот за физичка култура и си мислам дека тоа е за мене и се пронајдувам таму и дека ќе дадам максимум се од мене за да бидам еден дел и јас од професорските структури за по физичка култура. Одлично. Значи веќе си во тие води и знаеш која струка ќе имаш. Да. Браво. Христијан, јас би те запрашала бидејќи знам дека беше учесник на многу Erasmus Plus програми. И на каков начин беше организацијата, кои ученици одат, кои се дел од тие програми, кои земји ги посетивте и што е она како искуство што го научивте, бидејќи претпоставувам дека соработката со одредени училишта од другите држави пак донесоа некои нови предизвици кои што, можеби ќе речеш ти, зошто овде да не се примени тоа? Така. Одлично прашање, благодарам што го поставивте. Erasmus Plus програмата, гледајќи од тоа како е структурирана, се дели на многу различни подрачја, имајќи предвид дека има поедина поделба за невладините организации, поедина поделба за стручните училишта и различни други сектори. Но што се однесува до стручните училишта како нашето, сите проекти кои што претходниве години се имаат реализирано или се во тек на пишување и реализација, се е поврзано со останатите стручни училишта од другите држави. Првиот проект, покрај тоа што опфати ученици, беше во време трајање од 21 ден. Дополнително со тој проект учествува и професори. Стануваше збор за практична обука на два сектори од нашето училиште, но последниве години, иако нели настанаа тие пречки со COVID-19 пандемијата, морам да кажам дека тоа време кое што се доби за нас, рационално се искористи за да може да се планираат нови проекти, да се пишуваат нови проекти и да се остваруваат нови партнерства со училишта од останатите држави. Околу овие партнерства... Во кои земји беше? Така, јас лично како ученик со училишните проекти учествував во проект во Турција, беше тоа младинска размена, заедно со ЕМА и уште еден ученик од спортската гимназија и двајца професори по англиски и по ликовна уметност. Тој проект, покрај тоа што беше насочен на креативно пишување, креативни размислувања и слично, морам да кажам дека беше и доста слободен за ние да искусиме што значи да се биде во една друга земја, кои обичаи ги имаат, која култура имаат, некои традиционални места кои што цело време се посетуваат.
така да навистина беше убаво искуство, но доколку би се надоврзал на тоа кои проекти сум учествувал, дополнително имам учествувано и во проекти во Холандија, проект во Шпанија, бев и последно во Полска, но тоа преку невладина организација. Така. Стратешко партнерство во моментов проектот е наречен Идеја, се одвива и е одобрен од Европската комисија за да може да се реализира. Заедно со педагогот Ирина Пепиджановска од нашето училиште и професорот Маријан, кои што непосредно работат со директорот на нашето училиште, успешно ги пишуваат овие проекти и верувам дека ќе состварат многу можности да учениците учествуваат во истите. Што значи тој проект? Како ќе се реализира? Искрено не би можел да кажам од причина што агендата секогаш е во понатамошни планирања. Значи е долгорочен. Да, долгорочен проект и самото пишување опфаќа кои се целите, отколку тоа што всушност ќе се примени како агенда. Верувам како стратешко партнерство ќе биде и насочено многу повеќе на професори, но другите проекти кои што за жал ги немаме имињата на истите, се исто така за учениците да можат да го стегнат тоа едно незаборавно искуство, би рекол. Напомена дека бевте заедно со Ема, кои се твоите искуства во учество на овие програми кои што се вон училиштето, можеби си била учесник и во некои од надпреварите, твое лично искуство и дали повторно би го правила тоа како учесник во такви програми? Јас не е проблем и е незаборавно искуство, како прв пат еве заедно со него бев. И многу слобода, многу добри луѓе имаше, многу нови луѓе. Сите различни. Да, и секако и нови информации кои што ги стекна таму, можеби и повеќе за таа држава отколку теоретски што се учи. Тоа вистина, во секој случај имаше многу презентации од страна на тамошните луѓе, каде не носеа на одредени места, презентираа за нив. Одлично. Незаборавно. Незаборавно. Тамара, си била ли ти дел? Да, бев во проектот што беше кај нас и последно бев во Романија. Теоретски гледано, се што слушаме за земјата како земја е навистина убаво, ама многу е поразлично кога го гледате нештото. Таму имавме навистина добри искуства, нови пријателства, различна култура, многу автентични места кои ги посетивме и навистина искуство, како што кажа, незаборавно и би посакала секој да го искуси истото, затоа што навистина вреди. Што се несува до децата кои ги запознавме од таму, како и професорите, се уште сме во контакт, имаме нека одредена блискост. Тоа е најважно. Што се надевам ќе негуваме и еден ден би се сретнале повторно. Одлично. Само би се надоврзал, исто кон ова мрежување кое што настанува помеѓу луѓето кои учествуваат во проектот. Не само што продолжува таа комуникација, нешто што јас лично го искусив и го заклучив е секогаш низ текот на проектите, бидејќи зависно типот на проектот реков, има такви сесии или такви делови кои што фаќаат како понатаму да продолжиме и дали ние би сакале да продолжиме на некој проект со своји идеи, да речем, за да ги напишеме тие проекти и секогаш се наоѓаат по неколку луѓе кои што сакаат да продолжат во една помала група. Не би рекол дека секогаш е мала групата, но најчесто е помала група која што сака да продолжи баш во нови проекти. Да, секако. Или пак ќе бидат повеќе групи кои што на различни теми се нашле себе си дека имаат заеднички размислување, така да дефинитивно продолжува таа професионална комуникација, би рекол, за работа на нови проекти и отворање нови можности. Антонио, кај тебе по-специфично, бидејќи не знам дали си учествувал во Erasmus+. Немам да се учествувам, немам. Донесовте ли некои награди како спортска гимназија во училиштето во Ристе Скиричко? Учествувавте ли на некои надпревари? Да, доста имаше што учествува деца и јас лично сум учествувал во надпреварите, како што беше за мал фудбал, поточно футсал, но за жал ние изгубивме на регионалното такмичење и со тоа не добивме пласман, но не значи дека во иднина нема да занемеме некакво место. За крајот овој разговор би ве запрашала уште еднаш, дали доколку би бирале сега да се запишувате, би го избрале повторно ова што сега веќе сте при крај на изучување, при крај со годините зборувам во Ристе Скиричко, што би им препорачале на
деветоделенците кои што сега прават избор за кој средно училиште и кој профил, односно струка или сектор би го одбрале. Кристијан? Да почнеме од мене, Да. може. Првично, јас би сакал и да ги споменам кои профили ги имаме во електросекторот. Имајќи предвид дека се работи за 3 паралелки, сепак бројката е ограничена, но тоа што се надеваме ние како училиште е дека Министерството за образование и наука ќе има слух за да може да ги зголеми тие броеви на ученици кои што може да се запишат на овие паралелки, но кога станува збор за профилите, една паралелка од 34 ученици е за профилите електротехничар за компјутерска техника и автоматика и вториот профил е електротехничар за електроника и телекомуникации. Како што кажав, таа е паралелка за 34 ученици, најмногу насочувањето е ниска струја, работа за телекомуникации со мрежи, мобилна телефонија. Барани занимања. Точно. Кога е компјутерската техника и автоматика во прашање, тука веќе навлегуваме и во работа со автоматизирани процеси, работа со програмирање, работа со ниска струја, компјутерски компоненти, електроника и слично. Втората паралелка, која што е со 4 годишно образование исто така, е од профилот со дуално стручно образование по германски модел, техничар за индустријска мехатроника. Тука рековме и во претходниот разговор дека соработката е со прилепските компании Витаминка и Гентер. И бидејќи е мешана, тука се и електротехничарите енергетичари. Тоа е паралелка од 25 ученици и 3 годишното образование со профилите електричар и автоелектроничар. Што се однесува на прашањето кое што го поставивте, секако дека би го одбрал. Секако дека би го одбрал повторно ова училиште, затоа што иако секогаш сум имал таа желба да работам нешто со компјутер или да знам како нештото функционира, испадна точно да ова биде профилот кој што точно да. И би се надоврзал на едно прашање од претходно, бидејќи верувам дека е клучно за сите оние ученици кои што сакаат да се запишат на овој профил околу предиспозициите кои би требало да ги имаат. Иако почетокот ќе биде тежок за секого, тоа е гарантирано во најголем број од случаевите, верувам дека овој сектор, конкретно за профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика, работата со математика и физика навистина има. Тоа се тие предиспозиции. Да. Јасно. Математиката и физиката навистина се клучни за тие кои што сакаат да бидат запишани на овој сектор. Не дека низ текот на образованието не може да се стигнат тие знаења, но како предиспозиции се големо олеснување за да можат полесно да се насочат и да навлезат во целата струка. Антонија? Јас испред се на идните деца што сакаат да се запишат во средните школи им препорачувам да се слушат себе си, да си размислат тие што сакат, кај испред се тие се пронидуваат, па после тоа да одберат што понатаму тие би продолжиле и како личност да се градат и идната нивна професија. Јас се одбрав спортска гимназија бидејќи таму јас се чувствувам најприлагоден, го чувствувам тоа дека во мене дека може да го имам тоа како потак и како моја професија во животот и испред се спортот на децата му дава здравје, здрав дух, воспитување вид, борба понатаму со животот, дисциплина, да. Па тоа накратко што можам да го кажам за мене, како јас што сум одлучил да се запишам во овој сектор и за понатаму зините деца како да ги насочам како тие да се пронајдат себе си. Прво да се слушнат себе си и да одберат. Да одберат, да. Одлично. Побили. Јас би рекла првенствено немајте предрасуди како мене, затоа што ќе се разочарате во позитивна смисла, како што се разочарав еве и јас. Профилот, односно техничар за транспорт и шпедиција е струка која што навистина отвара многу врати во животот, не само во поглед на транспортот, туку и во самиот сообраќај. Како едни возачи, како едни можеби предприемачи во таа област, навистина дава големо значење, а пред се како струка можете да продолжите онаму каде што сакате понатаму, ама би се сложила со Антонио. Сепак првенствено слушнете се себе си и погледнете каде се гледате по тие неколку 4 години. Одлично. Повелима. Мислам дека доволно каже сите сами секој да си бира. Најмногу среќа до сите и му посакувам да се пронајде уште од прв пат. Така е најлесно во графичкиот сектор, односно струката на графички техничар е
многу побитен е јазикот отколку еве како што рече и Христијан, физиката и математиката. Нема предмети во страна на многу големи науки и Креативноста е пред се, креативноста е предпоставам. пред се најмногу. Така. Сосема за крај. Дали вие четворицата го препорачувате Ристе Скиричко како иден избор за 9-то одделенците? Секако. Дефинитивно. Ви благодарам многу. Благодарам. Тоа беа Тамара, Антонио, Ема и Христијан. Сите тие се ученици од Ристе Скиричко, училиште кое што навистина нуди многу сектори, профили, можности за идните 9 одделенци да можат да се изразат себе си и да можат во животот да бидат идни професионалци, луѓе кои што ќе бидат мајстори на својот занает или професија. Ви благодарам што Очекуваме на описите. Што е така?